Од оваа вечер сме северно-македонци. Додека да дојдат на власт, бевме Република Македонија. Кога дојдоа на власт, станавме антички македонци. Од денес сме северно-македонци. Каде се патриотите да се појават и да кажат зошто наеднаш прифатија да го променат името? Да, ќе кажат дека се уште тоа не е завршена работа. Не е се уште завршена работата, меѓутоа се крчка. Што се случува со Македонија? Зошто наеднаш денес Груевски упатува порака дека пратениците од опозицијата треба да се вратат во парламентот? За дневна употреба или само тогаш кога ќе треба да се решава судбината на Македонија? Кога требаше да се решава буџетот на Република Македонија, беа исфрлени надвор на најбрутален начин. Тоа го виде цела Македонија, но го виде целиот свет. Они цел живот се покажува дека се честни, 7 година се на власт, ситуацијата ја знаете. Што останува од Македонија? Што остана од Македонија? Каде се младите луѓе? Каде и да отидеш, истата приказна. Само да земам бугарски пасош, Шведска, Италија, Германија, азиланти, Штип спаѓа од најголемите градови кои што има најголем број на азиланти. Не знам дали тоа го прочитавте скоро, беше објавено. Драги сограѓани, драги соборци, ние како и секој пат застануваме цврсто на браникот на Република Македонија. И тогаш кога е тешко, Бога ми никој пат не било ни лесно. Кога треба на Македонија ќе помогнам. Нашата задача оваа вечер, сите наредни вечери, да покажеме на сите луѓе кои што дзиркаат од тарасите, од прозорците, да сватат дека само ние можеме да го решиме проблемот во Република Македонија. Не може никој од страна да дојде и да го реши проблемот. Што мислите? Зошто овие луѓе што излегуваат овде да зборат, еве женичката ја видовте, едва изимаше воздух. Таа сигурно од убаво не излегла да зборува. Што се случи вчера со нашата другарка, исто така што зборуваше? Уште малку да падне у несвес, од возбуда, од жалба да покаже што се случува, каква е судбината на македонците. Што се случува со нашите другари кои што од нервоза веќе ги полнат болниците? Вчера тоа му се случи на Лимче, пред некој ден му се случи на нашиот председател, поранешен Нови Здравев, утре кој знае на кој ќе му се случи. Нервозата е страшна работа. Нервозата е толку голема што веќе се чувствува и кај нив. Синоќ додека бевме на протестот, го искршија нашиот промотивен штаб во 8 ноември. И денес ни перде, ни срам излегуваат и кажуваат дека па треба да се смират тензиите, па треба вака, па треба онака. Отидовме во Скопје мирно да протестираме, од другата страна донесоа платеници да немават со камења. Донесоа полицајци, кога се одеше во Косово, така не беа наоружени. Кого ќе го тепат он? Македонскиот народ ќе го тепат, своите браќа, другари, комши, кого ќе тепат? На Фейсбук им порачав и сега јавно ќе кажам да престанат со тие провокации, затоа што злото раѓа зло. И отворено и кажав, зап за зап, крв за крв. Па бирајте. Немој да мислат дека ние сме во опозиција и дека ќе се плашиме, ќе се скриеме во подрумите и они да прават што сакат. Денес се охрабрија некои млади дечки кои што добиле преку ред вработување да ми кажат дека така не се станува градоначалник. Па да ви кажам најискрено, па
Па и не мора да станам градоначалник на ваков град каде што никој не знае што се прави и како се прави. Парите се трошат. 48 милиони евра Зоранче, комшијата Зоранче, потроши за 4 години. 48 милиони евра. Каде отидоа тие пари? Што се изгради во Штип за да видиме, да се пофалиме? Наоѓаат мана на Зоран Заев. Ова кажал, она кажал, ама човекот работи. Што е да каже се е оправдано? Човекот прв во Македонија воведе гасификација. Што направивме ние како штипјани? Што направи Зоранче? Утре е голем ден за Република Македонија, голем ден за Сдружената опозиција. Многу луѓе очекуваат да видат што ќе направи Сдружената опозиција, дали некој ќе го фати овој пат или оној пат. Денес видовте изјави дека сите остануваме заедно да се бориме против оваа ненародна власт, да се бориме против оваа фашистичка власт. Утре одиме за Скопје. Во 8 часот, ве подсетувам, пред собранието на општина Штип, тргнуваме маршот на мирот. Тргнуваме за да покажеме дека Социјалдемократскиот сојуз и нашите коалициони партнери знаат како да се однесуваат, знаат како да го искажуваат својот револт, а не како оние синоќи што направиле на варварски начин да ги искршат прозорците и таблата реклама. Затоа, драги пријатели, ве поканувам уште еднаш утре, што е можно во поголем број, да тргнеме за Скопје, во случај да бидеме сопрени на 3 чешми. Сега и кажуваме и на полицајците и ви кажуваме и на вас. Излегуваме и го блокираме патот. Нема минување. Нема минување, ако треба пешки ќе одеме до Скопје. Да не пуши слобода автобусите. Автобусите се забранети затоа што веднаш ги носат на технички преглед, веднаш се праќат инспекции на фирмите што ги поседуваат автобусите, ама знаете ли што? Не можат желбата да ни ја земат. Пешки ќе тргнеме. Пешки ќе тргнеме, да знаете. На крајот сакам да ве поздравам и да ви кажам дека од понеделник продолжуваме пак со истото темпо. Ќе одиме во разни населби, ќе ги кажеме нашите ставови, ќе ги кажеме нашите мотиви, ќе ја кажеме вистината за Македонија, ќе кажеме што се прави оваа ненародна власт. Да сте живи и здрави, да живее Македонија, да живее Штип. Благодарам.